Што може да се очекува во земјава по посетата на Карл Билт, добар познавач на регионот и состојбите во Македонија, кој најчесто пораките ги пренесува без дипломатски ракавици. Ова е главната дилема која што ќе се обидеме да одгатнеме, како што најави на почетокот гостин во централниот дневник на телевизија 24 Ѓорги Филипов, амбасадор, дипломат од кариера. Господин Филипов, одговоривме на првичните прашања, дали и што може да се очекува од Карл Билт, сепак средбите се најавени за утре. Средбите на Билт со политичките лидери од новата политичка четврка во собранието ВМРО ДПМН, СДСМ, дуи БЕСА се потврдени, иако ВМРО ДПМН е велат дека Билт ќе се сретне со највисокото партиско раководство, а за детали дали Груевски ќе учества, велат ќе кажат утре. Што значи средбите на Билт со политичките лидери во Македонија, кои што им се најдиректно застигнати со нешто не се случува? Благодарам прво што ме поканите. Ако дозволите 20 секунди да го честитам Великден. Гледам доста имаше вести во врска со Великден. Јас би повикал на едно распнување на омразата во нашава држава, да ја дадеме место да воскресне љубовта. Премногу пораки имаме на наведување едни со други, отколку да се повикаме на љубов на едни со други. Толку со Великден, добро ни доаѓа Билт, мислам, вака после Великден, како една символика на воскресение на, би рекол, меѓународните интереси и активности во врска со Република Македонија, и добро е што доаѓа човек во својство неоптеретен од политичка, државничка, да наречам, позадина. Значи, тој ќе може сега да говори како експерт, како советодавач, имајќи го предвид неговото огромно искуство од регионот, неговото премиерско искуство, неговото искуство во ЕУ, неговото искуство од министар за надворешни работи, па и специјален пратеник на Европска унија за Босна, специјален пратеник на Обединети нации, исто така за војните во Југославија од 1999 до 2001. Значи, Билт е една личност која што на меѓународно поле е позната по својата директност, по директните пораки. 1994-та тој испрати прва порака до Бил Клинтон по имейл. Таа е прва меѓудржавна, како премиер на Шведска, испрати директна порака до Бил Клинтон по имейл. Нели, вообичаено тоа оди преку амбасади, амбасадори, па писмото, па дошло, па не дошло, па го откриле. Тој е директен, значи сакам да потенцирам неговата директност, меѓутоа не ја поврзувам со булдорџерство, како што ви рековте, и сметам дека една ваква дискусија ќе биде многу значајна за во врска со разговорите, значи со сите партии. Тој ќе зборува отворено, не мора да кажува ништо, кого застапува, што застапува, или да се грижи толку многу како ќе биде ефектот од тој разговор. И мислам тоа е една од така поосвежувачки работи што ни доаѓа во овој момент. Може ли неговото доаѓање да биде најава за ново медијаторство? Бидејќи е експерт, нема функција, како што нагласите вие, дали може да биде новиот медијатор? Ете, тоа е на некој начин неформално медијаторство. Тоа е подпредседател или копредседавач на тој Европски совет за надворешна работа, што е невладина организација. Меѓутоа во неа членуваат така познати политичари, околу 40 на политичари поранешни, кои што имаат позадина за себе. И сметам дека може на некој начин да се смета така. Меѓутоа, тоа би било пак неофицијално медијаторство. Инаку треба, како знаете, се назначи медијатор, па кои се представените страни и така натаму. Ова како едно неформално медијаторство, што за мене е некојаш многу повеќе вредно отколку директното медијаторство. Зошто лидерите на македонските политички партии би го прифатиле ставот и заклучоците и експертизата на Билт, кога знаеме како помина високите представници на Европската комисија? Тука беше Могерини, беше Хан, беше Туск, сите има идентични пореки, меѓутоа по нивното заменување останаа само така да висат во воздух, нема конкретно ефектурање. Значи, и самите потврдите дека сите што ги наброите, почнувајќи од претседателот на Советот на Европа, Доналд Туск, до Хан, исто така Могерини, сите ја носеа тежината на функцијата, одговорноста што имаат за себе. И од разговорите мораше да се каже што да се раскаже, како се. Овдека имаме една, да речам, лежерност во пристапот
во исто време и острина што ја има Карл Билт. Неоптовареност од тоа што ќе каже, согласноста сите да разговараат со него, а тој можеби ќе даде некои предлози. Заклучоците ќе видиме какви ќе бидат, бидејќи рано е да тој донесе заклучоци. Мислам дека сака од прва рака, идејата е од прва рака тој да види на што се должи оваа цврстина во укупувањето во рововите, што вие како што коментирате седници на собранието, и зошто тоа не може да се мрдне од место, исто тој го нагласи тоа во неговите твитови. Меѓутоа сметам дека ќе излезе некоја препорака од таму. Ќе излезе некоја препорака, колку ќе биде јавно обелодената, тоа е друго прашање. Во главном ја сметам за доста позитивен чин на неформалната европска дипломатија, да го наречеме тоа. Сепак сите нема да се сретнат со поранешниот шведски премиер. Председателот Иванов нема да има состанок, од кабинетот велат на Иванов дека таква средба нема на агендата на председателот, неофицијално извори за повеќе медиуми кои што влажат блиску до кабинетот на Иванов, блиски до ВМРО ДПМН, кажале дека средбата на Иванов Билт нема да дојде поради се поголемите непринципиални ставови и крајно необјективните пристапи на Билт во врска со внатрешната политичка ситуација, но и поради неговиот директен обид за мешање во внатрешните работи на Македонија. Не е официјален став од кабинетот на председателот. На ова се повикуваат дел од медиумите кои што важат за блиски до ВМРО ДПМН, се повикуваат на извори во председателскиот кабинет. Официјалниот став е дека таква средба нема на агендата на председателот. Да, таква средба нема, меѓутоа не значи дека не може ни да ја има. И јас би посакал да има таква средба, бидејќи разговорот со Билт штета е да се пропушти. Не ги знаеме ние неговите ставови, не знаеме што носи, не знаеме со кого разговарал претходно, што ќе понуди. Препорачливо е да има таква средба и добро што рекле дека нема на агендата, што може и да ја има утре, да речеме. Може и да остане да ја нема. Меѓутоа, експертите, ако се нарекуваме такви, за меѓународни односи, јас би сакал да има, бидејќи тоа е основната улога на едно министерство за надворешни работи. Председателот е како врховен представник на една земја и неговата основна улога е да представува меѓународните односи и да се избегнуваат контакти. Не е препорачливо. Значи, во какви да се контактите, може секојаш да се дознае нешто. Дали е добро или лошо, ама ќе се дознае нешто плюс. Иванов одби средба официјална со Еврокомесарот за проживување. Таа беше официјална, значи Хан е официјална личност, Карл Билт не е официјална личност. И не гледам зошто не е било таква средба ако е веќе побарена. Сега колку и да ви звучи тоа дека дел од самата објава на Билт тој најави средба со Иванов. Да, Билт, го прочитав тој дека најави средба. Можеби е тоа негова желба само, му посакувам да му се исполни. Не само нему, и за на Македонија посакувам да се исполни таа желба. Што значи тоа во услови кога самиот председател на државата вели дека Европа се однесува импотентно и незаинтересирано за македонската политичка криза, а од друга страна одбива средби со дипломати, формални и неформални. Го прочитав интервјуто и во Винер Цајтунг, и како што беше објавено. Имам таа генерална замерка дека ни се сите виновни, дека Европа е случаен виновник за оваа криза во која што се наоѓаме. Јас не би ја префрала таа вина ниту само на Европа, ниту само на светот, туку прво би тргнало од себе. Еве, христијански празник е сеја. Еден Христос не учи прво да тргнеме од себе. Прво да го извадиме дрвото од собствената раската од подочите, после како дрвото, после да гледаме раската кај останати. Значи треба да почнеме од себе. Дали ние направивме се што треба и како треба, па Европа е единствениот виновник зашто сме ние во оваква ситуација. И дека Европа е импотентна, добро, сега тоа е израз употребен така не соодветствува со тоа што се случува во светот. Европа е најпозитивниот пример во човештвото во последниве 70 години, што му се случило. Единствен и најважен доказ за тоа е немање војна на европско тло од поголеми размери, секојаш ќе има некој. Немало војна меѓу големи држави која што апсолутно повлекува секого, и тој доказ тешко се побива. Значи, таа
исто така државите, развојот на тие држави во Европска унија, што влегле во Европска унија, го негира тој став дека е таа. Од една страна, председателот Иванов, поранишниот премиер Груевски, високи представници, функционери од ВМРО ДПМН најавила дека премногу европски функционери, дипломати и амбасадори се вмешаат директно и сакаат да уредуваат внатрешноста на Република Македонија, односно внатрешната политика. Од друга страна, председателот излегува со интервју во меѓународен медиум со тврдењето дека Европа не е заинтересирана. Кога Иванов ја зборува вистината? Па добро, тоа ќе го прашате него. И што значи мислам дека не е тоа. Колку несериозно нас не гледа светот. Вака. Значи, ние сакаме да станеме дел од таа Европа. Ние потполнивме толку и толку прашалници на илјадници страници, одговаравме, предадовме толку закони од Европска унија. Значи, не е со намера да не бидеме во неа. Ако не сакавме, ние немаше да изразиме желба. Изразивме желба и за Европска унија, изразивме желба и за НАТО, и не можеме така тогаш да кажеме дека нам не се мешаат, пошто тие со кои што сакаме да се дружиме, сакаат да знаат со кого ќе се имаат работа. Не бараат од нас да бидеме совршени, туку некои основни норми за влез во еден клуб мора да исполните. Или да платите толку и толку, или да бидете облечени како што треба, или да сте присталици на некои ставови, ако се работи какво друштво, ове друштво на држави кои што решили да живеат заедно и да напредуваат заедно, да ги заборават минатите времиња кога биле непријатели, нешто да простат, да се толерантни меѓу себе, основните критериуми да ги исполнат, така што и ние кога бараме да видиме такво друштво, исто така не треба да го осудуваме и да гледаме да се адаптираме во него. Не се гледа крајот на уставната криза во Скопје, изгледа дека разликите во нивните ставови на партиите се продолбочуваат и се повеќе ситуацијата е многу тешка. Ова е пораката на Билд пред утрешните средби. Колку може да биде и најава за своевидно пржено 3-4? Тој не ни кажа ништо ново, ние гледаме дека се вкупуваат. Меѓутоа, јас имам една, може би не е добра особина, ама да гледам и позитивно секојаш на било колку да е лоша ситуацијата. Сепак нешто се мрдна. Ако ништо друго, партиите, парламентарците влегоа во парламентот, во зградата што го представува тој парламент символично. Влегоа во парламентот и почнаа да дискутираат. Колку време ќе трае, имав ја препорака како тоа да се одвива. Добро е овој 3-4 дена, Великден, мислев ќе ни даде некоја шанса, ете тоа малку стоп ситуација да видиме на што сме, за да креме напред, ако сите сакаме да не биде добро, не само да ги потенцираме разликите, ами да почнеме да бараме што не тоа што не поврзува и од тие точки да тргнеме. Значи, и кога полагате испит, тргнувате од тие задачи што одма ги знаете, па овие што не ги знаете ги оставате за на крај, за да не изгубите време. Требаше и така да направи парламентот, треба, не сум експерт за внатрешна политика да речеме, меѓутоа за преговори да. Треба да се тргне од точки што не поврзуваат, да се тргне од мртвата точка и да се дојде до излезот. Тој излез се знае, има и некои рамки, меѓународни рамки, кои што не врзуваат, што сме ги подпишали ние, односно партиите, во тој пржински договор, како го нарекуваме, односно договор за консолидирање на состојбите, почна да се исполнуваат некои точки од него. Јас не гледам потреба од нов договор, тие ако видат, да, не сум директно вклучен, не ги знам до крај какви се односите, не гледам потреба од нов договор, би било добро да се изврши, да се почитува тој договор што е веќе донесен, зашто ако овој не се испочитува, кој гарантира дека новиот ќе се почитува? Можно ли се европски санкции за Македонија или за одредени политичари и личности? Можни се. Ма како беа можни за Австрија и за не знам која држава, може се и за Македонија, тоа сигурно стои како ја сега се уште можеби не е Дамоклов меч, меѓутоа стои како една од варијантите, односно вие што видите почеток на будожа дипломатија, така што внатрешниот со надворешниот притисок ќе се инструмент, да не го кажеме, оркестрира, односно ќе се уедначува за да се остварат некои намери во кои што би требало да одведат кон правилна насока за решавање на оваа криза во која што се наоѓа. На крајот сме од разговорот уште едно кусе прашања. Звезда број 1 во светот е победата на турскиот председател Ердоган на референдумот, што значи зголемени ингеренции на Ердоган. Опозицијата вели се случи фалсификат, бара пребројување на гласовете. Европа е се уште, би кажала, воздржана. Путин ја поздрави победата.
Да, Европа е воздржана, Европа чека официјален став од ОПСЕ, од наблюдувачите и така натаму, меѓутоа Германија се јави со свој став односно Меркел. Вие пренесовте нешто, јас мислам дека Меркел беше многу поконкретна, таа рече дека е во ред, тие народот во Турција сака такво општествено уредување, се изјаснил како што се изјаснил, во ред е поделеноста да не продолжи и народ понатаму да живее како што треба да живее и всушност го повика Ердоган на действување да се намали таа длабока поделеност во земјата и да не се препотенцираат резултатите од референдумот. Тоа е само еден вид ново општествено уредување, велите Ердоган, меѓутоа тоа не е само за Ердоган, утре нема да биде Ердоган, ќе биде некој друг председател и тоа е всушност внатрешна работа на Турција, која што во моментот изгледа можеби напната, поделеност беше во Велика Британија за Брекзитот. Ќе се смири таа ситуација, секој треба да ги почитува тие резултати, како што завршиле така, дури и 0,1% да било. Тоа е демократија, можеби еден од недостатоците на демократија. Човештвото сепак не е избрало подобар систем политички се уште. Така што тука немаме иновација во тој аспект и светам дека треба да се почека уште малку да се објават званично тие резултати и состојбата има и црни предвидувања до каде може да се оди во внатрешната состојба во Турција. Мислам сепак и му пожелувам на пријателскиот турски народ се да се заврши во најдобар ред.